Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, представници од владата, граѓани на Република Македонија и медиуми. Најпрво сакам да ве запознам со моето пратеничко прашање до министерот за финансии господинот Фатмир Бесими. На 23 јули 2018 година општина Гевгелија ја зафати невреме со дожд и град, при што беа причинети големи штети на земјоделските култури и посеви во населените места Негорци, Миравци, Летково, Смоквица, Марзенци, Серменин и Новоконско. И по 2,5 години овие земјоделци немаат добиено никаков одговор или обештетување. Се обратија до мене и затоа го поставив прашањето: докаде е постапката со исплата на штетата предизвикана од невремето, проследено со дожд и град што ги зафати населените места во општина Гевгелија, и дали настанатите штети ќе им бидат исплатени на граѓаните? И што добив како одговор? Министерството за финансии по службена должност се обраќа до Комисијата за проценка и утврдување на штети. Комисијата констатира дека од нивна страна биле доставени повеќе барања општина Гевгелија за докомплетирање на документацијата, на кои се уште нема добиено одговор. Истото прашање беше поставено и до градоначалникот на Гевгелија. Градоначалникот беше прецизен и јасен дека е направен елаборат од страна на општинската комисија, кој е доставен до Државната комисија за проценка и утврдување на штети и рече дека таа е надлежна за решавање на ова прашање. Од ова што го добив како одговор, констатирав дека причината за неисплатените штети само се префрла од една институција на друга. Новиот состав на Комисијата за проценка на штети, кој почна со работа од 1.3.2021, треба да ја преземе одговорноста и да ја заврши постапката. Почитувани, во Собранието на Република Македонија во постапка е предлог закон за задолжување кај Меѓународна банка за финансирање на проект за модернизација на земјоделието во износ од 46 милиони евра и 4 милиони евра грант. Еве можност да се надоместат штетите на земјоделците. На земјоделците им треба механизација и пари за да инвестираат во заштита на земјоделието и секој од нив да работи и да заработува за себе и своето семејство. Затоа што побогати земјоделци ќе донесат побогати трговци, угостители, а со тоа и побогата држава. Но очигледно е дека оваа власт нема слух за нивните проблеми. Немам дополнително прашање и не сум задоволна од одговор. Благодарам.